Затворените шалтери на управата за водење матични книги го извадија на виделина револтот од граѓаните кон службите. Граѓаните незадоволни од досегашната работа на управата коментираат дека и кога нема штрајк, исто како да го има. Втор ден од штрајкот на управата за водење матични книги. Штрајкот веќе започна и да ги предизвикува првите проблеми кај граѓаните кои не може да ги извадат потребните документи. Затекнавме граѓани кои допатувале од други градови со надеж дека ќе можат сепак да извадат потребен документ. Се жалат дека тоа што не може да го добијат, може да ги чини и работно место. Проблеми има кога треба овака да се земе. Ние на пример дојдовме да земеме посмртница за жената. Ама еве чекаме да ни кажат дали може или не може. Знаеме дека штрајкуваат, сите штрајкуваат, а што ќе постигнат никој не знае. Имам се завршив работа и само чекам уште тука документ да ми се издаде. Јас сум од Росоман и не можам, самата ситуација не ми дозволува, цело време да идам јас туку у Скопје и да се враќам назад. А што е нивниот проблем, не знам. Ние сме сите на дневници, имаат редовни плати, имаат све, имаат одмори, имаат све, не знам што му фале. Вториот ден од прекинот на работата се одвива во сите регионални канцеларии на управата низ државава, информирал независниот синдикат. Одлучни се да одат до крај. Штрајкот се уште тече, се уште се затворени сите канцеларии во Република Македонија. Се уште не сме повикани ни од влада, ни од Министерство за финансии. Чекаме, спремни сме да не повикаат, да почнеме до преговори и да почнеме со работа на работа. Кој што ме известуваат, никој не работи, све е затворено. Благодарност пак до граѓаните на разбријањето. Не вршат притисоци, така да борете се. Додека не ме повикаат, остануваме вака до крај до штрајк. Најгорливиот проблем на вработените е тоа што платите на оние кои со години се во управата се минимални, а има и такви кои за месец март не го добиле минималецот како што вети владата. Се плашат дека истото ќе биде и во април. Со штрајкот стопирано издавањето на изводи од матични книги на родени, лични документи како пасоше и лични карти. Нема уписи на новороденчина и на починати лица, а шалтерите се отворени само за итни случаи и за венчавки кои биле закажани пред почнувањето на штрајкот.